Студентите од насоката преведувачи и толкувачи од Филолошкиот факултет имаат можност да учествуваат на конкурсот за наградата за најдобар млад преведувач Вавилон, која ја основа Сдруженијето на преведувачи на Македонија. Ова награда има за цел да ги промовира македонскиот јазик и јазиците што се зборуваат во Република Македонија како наше културно наследство, да ја поттикне меѓукултурната размена меѓу службените јазици во Европската унија и јазиците во Македонија, но со силен акцент врз младите. Наградата има за цел да ги поддржи и охрабри младите литературни преведувачи кои се подготвуваат да станат дејци во развојот, збогатувањето и зачувувањето на јазичната култура во Република Македонија, а со тоа и на културата воопшто. Пред студентите од Филолошкиот факултет конкурсот го представи Огнена Никулјак од Сдруженијето на преведувачи на Македонија. Ова е еден конкурс кој го работиме веќе трета година. Делегацијата на Европската унија во Македонија, заедно со Сдруженијето на преведувачи на Македонија, како една можност младите преведувачи до 26 години да се пробаат, да видат она што го работат, до која мера е добро, бидејќи го оценува стручна комисија прво преводот, потоа го оценува втора комисија и на крај се избира победникот. Она што е карактеристично за овој конкурс е тоа што може да се преведува од сите официјални јазици на Европската унија на сите јазици што се зборуваат во Македонија. И со тоа и секогаш се доделува за секој јазик од Европската унија, тоест на секој јазик на кој е направен преводот, а јазик кој се зборува во Македонија, посебна награда се доделува, за да може да им се даде на младите шанса прво да пробаат, а второ ваква награда, дури мислам дека ни во европски рамки не постои, а кај нас ја поттикнува мултикултурноста и можност на сите млади да можат да пробаат да видат како функционира тоа, во која мера се подготвени после во текот на студиите и за да може да се определат понатаму евентуално тоа да им биде еден поттик да бидат наши идни преведувачи и исто така и надградувачи на мултикултурноста кај нас и поврзување со мултикултурноста на Европската унија. Каде може да ги најдат основните информации за интересираните за учество на овој конкурс? Основните информации ги има на веб страницата на Сдруженијето на преведувачите на Македонија, исто така има и на веб страницата на Европската унија преку EU Info центарот во Скопје, тие таму ги има дадено сите услови на конкурсот. Исто така ние овдека сме дојдени денеска да може и на студентите овдека, бидејќи ова е еден млад факултет, млад универзитет кој што е многу амбициозен, има многу активности и мислиме дека треба тука да се поттикнат исто и младите да може да учествуваат во ова и ние да можеме да дојдеме тука и директно да им објасниме многу од работите, бидејќи не би сакале да бидат техничките проблеми причина за неучествување на конкурсот, бидејќи тоа е нешто што може да не се разбере или да не биде доволно јасно. Исто така имаме обезбедено и отворен телефон, уствари електронска пошта на која може секој што е заинтересиран да се јави со прашање и имаме човек кој што е одговорен да им даде одговор на тие прашања и упатство за како да можат најдобро да учествуваат на конкурсот. Информации за можноста за учество на конкурсот студентите на Филолошкиот факултет ќе можат да добијат и од своите професори на соодветните катедри, како и од продеканот за настава доцент доктор Светлана Јакимовска, која вели дека ова е една извонредна можност студентите да си направат увид во сопствените можности, а истовремено и да конкурираат за награда. По оваа соработка мораме да нагласиме дека на иницијатива на Сдруженијето на преведувачи, кое што е во соработка со делегацијата на Европската унија во Македонија, меѓутоа поттикот за нашите студенти е огромен, затоа што сето она што ние им го пружаме е на некој начин во теориски рамки и преку вежбите навлегуваат помалку практично во областа на преведувањето, меѓутоа ова е шанса да се опробаат како на ниво на познавање на двата јазика, така и на ниво на можности за размислување за една размена на културно ниво, значи размена меѓу културите на јазиците што ги изучуваат и нашата домашна македонска култура и воедно можност да ја опробаат својата креативност на ова поле кое што нуди широки можности за себе исполнување и себе докажување. Ќе можат ли овде да се информираат студентите за начинот на конкурирање на нашиот факултет? Се разбира дека ќе можат, кај професорите кои што се одговорни по предметите преведување, значи кај мене како професор кој што ја предава теоријата на преведувањето, меѓутоа и кај професорите кои што на поединечните групи по англиски, германски, турски, италијански јазик се занимаваат потесно со оваа област.
Филолошкиот факултет со проектите кои ги реализира им посветува внимание на студентите од насоката преведување и толкување, посебно во поглед на нивната пракса, изјави деканот на Филолошкиот факултет, доцент доктор Драгана Кузмановска. Филолошкиот факултет сега има елан и желба да го стави акцентот на преведувачите, кои што во последно време беа малку занемарени, но сега еве веќе почнуваат да со своите активности и сакаме повеќе акцентот да го ставиме на нивната пракса. До сега тие нема можност да извршат пракса која што им беше предвидена во рамките на студиската програма, но сега еве со словенечкиот проект и со Сдруженијето на македонски преведувачи ги повеќе активираме, односно ги мотивираме да си го најдат своето место во општеството и да можат да придонесат како за Република Македонија, така и за проширување на нивните видици и на секако промовирање на Филолошкиот факултет и на универзитетот надвор рамките на Македонија. Ви благодарам.